Dve zlatni liri mi ostavi, moja ta baba da ne pozdravi. Svadba takoga keja pravi me, od neja pesna ga narača me, život mi. Во оваа есенско студена вечер, дозволете ми да ви посакам топло добре дојде. Традицијата да се избира жетварска убавица во екот на Оризовата жетва, општина Кочани ја реализира по 24 пат, не заборавајќи ги при тоа сите останати содржини во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз. Овој уметнички перформанс има посебно место во манифестацијата, бидејќи во него се сплотени жената и убавината. Изборот на убавица е само повод да ја видиме кочанската девојка на моменти жетварка, на моменти весела тинејџерка, на моменти лична кочанска убавица, на моменти недостижна кралица, во секој случај носителка на збор и мисла, девојка, жена, мајка, дарителка на рожба, така благословена од Бога, така дарувана, силна, цврста, одлучна и покрај се убава. Јас сум Елизабета и вечерва ќе ве водам низ едно кратко, но исполнето со убавина и соништа патување, низ кое ќе ја видиме кочанската девојка онаква каква што е, но и ќе се потсетиме каква била, некогаш одамна. Нема да бидеме сами на ова патување, а и никогаш и не бевме. Засега, останете онаму каде што сте и дозволете им на камерниот оркестар од нашето основно музичко училиште Ристо Јуруков со солистите Павле Зашев и Чидем Таштан како гостинка од Турција да ве водат. Kočanski se imeni, Milane male, Kočanski se imeni. Ajde ke mi odat male, ajde ke mi odat pokraj kriva reka, Mila male pokraj kriva reka. Ajde ke go barat male, ajde ke go barat ilo aramia, Mila male ilo aramia. Ajde nego našle male, ajde nego našle pokraj kriva reka, Mila male pokraj kriva reka. Našle male, ajde mi go našle po solu
male, ajde go služila, mama Makedonka, milale male, mama Makedonka. Елено, керко Елено, ти една мајка, што стоиш, керко, што мислиш, што книга пишуваш. Што стоиш, керко, што мислиш, што книга пишувам. Пишувам, мајко, пишувам, до градот Едрене, мајко, Едрене, на моето ливе. Едрене, мајко, Едрене, на моето ливе. Да купим, мајко, да купим за мене капела, капела, мајко, капела, од 300 гроша. Капела, мајко, капела, од 300 гроша. Ти благодарам. Ви благодарам и од мое име. А сега она или оние за кои сите сме вечерва овде, нашите девојки. Секоја различна, некоја романтична, друга малку посмела, трета искрено насмевната, а сите толку прекрасни, ќе ни се представат токму такви, како современи и модерни македонски девојки. Тоа ќе биде нашиот почеток вечерва. Да ги поздравиме со аплауз. Драгана Андова, 15 години, ученичка во СОУ Гошо Викентиев, тивко и романтично девојче.
Да ја поздравиме со аплауз нашата Драгана која го отвора вечерашниот избор. Сега девојчето во сино, Драгана Лукик. Драгана има 15 години и учи во СОУ Љупчо Сантов во Кочани. Дозволете и да се представи, поздравете ја со аплауз. А сега едно весело девојче. Поздравете ја нашата Ивана Темерџиева. Ивана има 18 години и го завршува средното образование во СОУ Јане Сандански во Штип. Благодарам, Ивана. Јужни ветрови и детска смеја, што како река жубори. Следна е Ангела Костадинова. Таа има 15 години и е ученичка во СОУ Јане Сандански во Штип. Ангела во своето прво представување. Сега ни следи Нина Лаковик, 15 години, ученичка во прва година во СОУ Љупчо Сантов. Ајде, Нина! Ја знаеме како дел од драмското студио од нашиот град. Вечерва во малку поинаква улога. Ти благодарам, Нина. Елена е следна. Елена Синадинова е 15 години и е ученичка во СОУ Љупчо Сантов во Кочани. Придружена од Калиопи и звуците на Најмила и се разбира со вашата поддршка. Наред е девојчето со најубавото име на светот. Не знам зошто така мислам, воопшто не сум пристрасна. Елизабета Нацева. Елизабета е 15 години и учи во СОУ Јане Сандански во Штип. Ајде да ја поздравиме Сандра Арсова, која има 15 години и учи во СОУ Гошо Викентиев во Кочани. Голем другар, проследете ја нашата Сандра при незиното прво представување. На сцената ја гледате Ана Милутиновиќ. Ана има 18 години и е ученичка во СОУ Гошо Викентиев во Кочани. Насмевката никогаш не и не достига. Придружете и се. А сега Кети Златанова, 18 години. Ученичка во 4-та година во СОУ Љупчо Сантов. Не ја оставајте да чекори сама додека прв пат ви се представува вечерва. Виолета Димитрова ќе го затвори првото представување со незината широка насмевка и лесен од. Еве ја Виолета, таа има 17 години и учи во СОУ Љупчо Сантов во Кочани. Аплауз за Виолета. Кристина Ристова, повторно 18 години и ученичка во СОУ Љупчо Сантов во Кочани. Нејзи изборите за убавина не се непознати, но сепак секогаш и се нов предизвик. Аплауз. Сега еден аплауз за сите девојки кои се представија за прв пат вечерва. Истите се модерни и олицетворение на девојка од 21 век. Но мора да признаеме, тие не би биле такви да не ја имавме сета онаа наша богата традиција зад нас. Фолклорот и етноелементите, нашата богата оризова култура, нашата жена жетворка, изворната носија.
Во чест на таа наша традиција, би ги замолила гостите кои пронајдоа подарок на своето место да го отворат и да ги даруваат нашите девојчиња. Да направиме нашата сегашност да се сплоти со нашето минато. Само добро нека е. Сега мислам дека се уште поубави, нели? Ајде да ги поздравиме уште еднаш со аплауз. А јас ви благодарам од името на нашите учеснички. Да ги испратиме со уште еден уште посилен аплауз. Вие останете во добро расположение и уживајте во нашата изворно народна прекрасна музика. Под едно небо растена, под едно сонце галена, желба ми е голема, да ми бидеш сон во душава, најмиле. Да ја прашам судбо гледа
Се враќаме назад. Мислам дека соодветно би било топлината од музиката која ја облагороди вечерта да ја пренесеме на сцена. Сега, втор пат би ви се представиле девојките, овој пат во облека инспирирана од зеленилото и мекоста на нашите пространи оризови полиња. Може да започнеме, нели? Две златни лири ми остави, мојата баба да не поздрави. Свадбата која Драгана Андова, 15 години. Еден аплауз за Драгана. од неа песна да нарачаме живот ми. Следна имаме уште една Драгана. Драгана Лукик, 15 години исто. Само зборот со насоста. Сега на сцената ќе ја видиме Ивана Демирџиева, 18 години. Но љубов летна од дворови, кај друга дене Ајде, Ивана. сватови. Одамна ти ме заборави. И Сега ни следи Ангела Костадинова, 15 години. Ајде, Ангела, аплауз. Сам тајфа свирачи. И Нина Лаковик, 15 години. Наред ни доаѓа Елена Синадинова, исто така 15 години. И сега девојчето со најубавото име, Елизабета Нацева. И таа исто така има 15 години. Сандра Арсова, 15 години исто така. Ајде да ја поздравиме Сандра. А сега Ана Милутиновиќ, 18 години. Кети Златанова, исто така 18 години. Редарувано, но за нас не ни било пишано. Две златни лири. Наред е Виолета Димитрова, 17 години. Ајде, Вики. Јас ти носам тајфа свирачи. Стара жена. И за крај Христина Ристова, 18 години. Ајде, аплауз. Среќа ќе ти посакам и ќе ти нарачам за две лири. Сега, за овие прекрасни личности кои ја красат нашава сцена, ќе дозволам самите да кажат. Впрочем, тие и најдобро знаат. Секоја од нив ја очекува прашање на кое ќе треба да одговори. Ќе започнеме по ред. Драгана Андова е прва. Здраво, Драгана. Кажи ми, кој е стихот кој најдобро го паметиш и зошто мислиш дека се задржал во твоето сеќавање? Стихот кој најмногу го паметам е немој да се приврзуваш за оној кој не можеш да го оставиш. Тој најмногу го паметам, бидејќи најмногу се задржа во моето сеќавање и мислам дека не треба да се приврзуваме за оние, бидејќи никогаш не знаеме кога ќе биде крај. Така, ти благодарам, Драгана. Другата Драгана, Лукик. Ајде, Драгана, кое е мотото по кое се водиш во животот и зошто?
Па, најпрво биди хуманист, а потоа оптимист. Животот е премногу убав за да ги паметиме темните страни. Живеа сегашноста, а не откажувај се од плановите за иднина. Јас го живеам своето јас. Браво, браво Драгана, ти благодарам. Ајде Ивана Димирџиева сега е на ред. За тебе сега нешто интересно. Кога би можела да смениш нешто во светот, што би било тоа? Би можела многу работи да сменам на основни нешто во светот се мирот и спокојот во луѓето. Би посакала секаде во светот да е полн со љубов и насмевки. Така, одличен одговор, нели се согласувате? Ангела Костадинова? Ајде Ангела, како најдобро би го опишала идеалното место за живење? Според мене идеалното место за живење е она место во кое има мир, толеранција, во општеството без разлика на верската и национална припадност. Прекрасно, прекрасно. Нина Лаковиќ? Ајде Нина. Која професија, Нина, според тебе е најблагородна и зошто е тоа така? Јас мислам дека доколку изберам една професија како најблагородна, само по себе би било неблагородно. Па затоа би ги поделила благородните професии на неколку групи, како на пример професиите во кои луѓето директно им помагаат на другите, како што се професиите на учителите, на докторите, потоа професиите во кои луѓето секојдневно тугите животи ги ставаат пред своите, како што се професиите на полицајците, пожарникарите, војниците, но ништо по-неблагородни не се ни професиите од кои секојдневно црпиме инспирација, како што се разните спортови или уметници и слично. Така, прекрасно, прекрасно, Нина. Елена Синадинова. Ајде, едно прашање од литературата. Елена, кое е последното добро дело кое си го прочитала и зошто ти се допадна? Последното добро дело кое го прочитав е Љубов во време на колера. Од него научив дека љубовта е безвремена категорија. Човек, кога умее да сака, тогаш цел универзум ќе се сврти кон него и ќе му помогне во остварувањето на љубовта. Ова книга е прав доказ дека човекот треба да сака и да биде сакан. Прекрасно, убаво кажано, нели? Елизабета Нацева. Бети, што мислиш дека му недостасува на денешниот човек? Јас верувам во доброто на секој човек, но и мислам дека додека постои малку повеќе љубов и сочувство во срцата, луѓето би биле поубави, но и поискрени. Така. Значи, убавината е одвнатре. Сандра Арсова. Ајде, Сандра. Ајде, Сандра, за тебе нешто за жената. Во што според тебе се состои убавината на жената? Секоја жена поседува внатрешна и надворешна убавина. Убавината на човекот лежи во душата, а шминката, изгледот и карактерот само го зголемуваат степенот на надворешниот изглед. Така, прекрасно, браво. Ајде сега, Ана Милутиновиќ. Ана, за тебе, која личност те инспирира и зошто? Ме инспирира Никола Спаркс, бидејќи во неговите дела секогаш наоѓам мотив за подобар ден и успех. Ти благодарам. Кети Златанова. Ајде, Кети, за тебе има еден вистински предизвик. Што би зела со себе на пуст остров, доколку смееш да понесеш само 3 работи или луѓе? Па би зела една добра книга, што никогаш нема да ми го досади, ќе ја читам повеќе пати. И желбите не би сакала да ги трошам на јадење, затоа би зела само нешто за грискање. И за крај, за да не бидам само што ми е најбитно, ми треба една личност, што секогаш ќе биде со мене и ќе ме дружи таму. И така нема да ми биде досадно. Така, прекрасно. Виолета Димитрова. Ајде, Виолета, што според тебе е вредно во животот? Верувам дека добри пријатели, добри книги и заспана совест идеалниот живот. Можеби понекогаш сум неправедна, несигурна и правам грешки, но ако не можеш да се справиш со мене во добро,
Но лошо не ме заслужуваш кога ќе бидам и најдобра. И верувам дека девојка со искрена насмевка е најубава без разлика како е облечена. Така, и јас се согласувам со ова. А вие? Христина Ристова. Ајде, Христина. Како се гледа Кристина во иднина и која професија би ја имала и како со неа ќе придонесеш за татковината? Па искрено неодлучена сум за мојата професија на иднина, но сигурна сум и мојата цел е дека тоа ќе биде да им помогнам на луѓето, секогаш да излезам во нивни пресред, без разлика дали тие ќе бидат сиромашни или ќе бидат во некаква неволја, затоа што треба секогаш да се покаже хуманоста, љубовта и дека луѓето сите без разлика какви сме, ние сме еднакви. Така, одлично, браво Христина. Сега да ги поздравиме со аплауз девојките и да ги испратиме. Им благодарам од срце. Додека жирито работи на одлуката, користиме прилика да им се заблагодариме на нашите ценети поддржувачи кои дадоа свој прилог во реализацијата не само на оваа, туку и на останатите содржини од меѓународната културна стопанска манифестација Денови на Кочанскиот турист 2015. Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има висока гора, не ќе можеш да ја поминеш. Кај нас висока гора, не ќе можеш да ја поминеш. Ке се сторам јас око биле и пак кај тебе ке дојдам. Гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам.
панчука рум-дум-дум, сурли трещат насред селото, панчука рум-дум-дум. Млади моми ергени до 2 ора вият, млади моми ергени до 2 ора вият. Рум-дум-дум, 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 рум-дум-дум. Mladi momi ергени до 2 ора вият, mladi momi ергени до 2 ора вият. Оздол иде стар бел дедо, засукал мустаки. Оздол иде стар бел дедо, засукал мустаки. Право трга на орото и той да се пати. Право трга на орото и той да се пати. Рум-дум-дум, 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 рум-дум-дум. Право трга на орото и той да се пати. Право трга на орото и той да се пати. Оздол гледа баба Неда и на дедо вели. Оздол гледа баба Неда и на дедо вели. Каде одиш старо аро, родай гърдиш. Каде одиш старо аро. Родай гърдиш.
mi da gledam, hajde nema dušo moja. Šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Thank you so much. Ве разигравме ли малку? Да, така. Сега се враќаме назад во минатото на нашиот народ, нашата девојка и жена. Таа е вредна да се накити и уште повредна да се слуша и послуша. Таа е носителка на сите главни улоги во животот, од секогаш и за секогаш. Таа е заљубено девојче, невеста, мајка, пријателка, керка, сестра, везачка, плетачка, нешто од кое се почнува и се расте. Ви ја представувам македонската девојка и жена. Sestro, aj izlezi Julio na penđereto. Aj izlezi sestro na penđereto. И сега да ви ги представам нашите кандидатки во своите улоги. Ана е нашата најзаљубена девојка во селото, која будно го очекува својот сакан од печалба. Нина е девојче која е влюбено во книгите и скришум на свеќа ги открива нивните тајни. Елена и Елизабета се најдобрите другарки. Неразделни се уште од детството и ниеден ден не им поминува без заедничко кафе и малку предскажување на иднината. Драгана и Драгана се нивните соседки. Кога времето е убаво, а полјаните прекриени со цвеќе, сакаат да се ги закитат косите со сите бои на пролетта. Ивана ја слушаше мајка си кога изборуваше дека се што ќе научи, ќе и вреди во животот. Научи да вези и сега секој од нас има дел од нејзината работа дома. Сочувајте го. Сандра плете мало фустанче за бебето во комшии. Сака да биде меко како волнениот конец кој се спровира низ прстите. Бебето ќе го носи на крштевка. Ангела ни е најубавата девојка во селото. Вчера добија огледало за подарок. Колку убаво изгледа нејзиното лице во новото огледало. Виолета ги прави најубавите пити во селото. Кога таа сука, цело село мириса на дом. Кети е најсреќната жена на светот. Таа е мајка на Ѓурѓа и ја држи блиску до своето срце. Христина само што се врати од поле. Косата ѝ е полна мирис на жито, рацете ѝ се груби, но срцето меко. Да ги поздравиме нашите девојки кои нас не вратија во едно далечно,
но толку топло и добро време. А сега бараме представник од жири комисијата да ни ги соопшти резултатите од гласањето. Ќе почнеме од првата придружничка. Драгана Лукик. Ајде, Драгана, честитки. Втората придружничка Сандра Арсова. Ајде, Сандра, аплауз за Сандра. И нашата убавица за 2015. Кој? Нина Лаковик! А сега ги поканувам на сцена градоначалникот на општина Кочани, господин Радко Димитровски, и госпогица Јулија Крстева, минатогодишната жетварска убавица, да ни се придружат на сцената и заедно да ја крунисаат новата убавица за 2015 година. Само зборот со нас остана. А сега да имаше селфи стик. Но љубов летна од дворови, кај другаде не сносиш сватови. Одамна ти ме заборави и да ме сретнеш немаш зборови. Јас ти носам Ајде уште еден аплауз за првата придружничка. Втората придружничка и нашата жетварска убавица. Жетварската убавица со двете придружнички ќе добијат пригодни подароци од градоначалникот на општина Кочани, но подароци за нив подготвија и дел од бизнис секторот. Златар Филе се погрижи за жетварската убавица, Тоше од Цвеќара Флора ќе ја награди втората придружничка, а за третата придружничка пригоден подарок поготви Ива Фешн. Им заблагодаруваме на сите што го поддржаа овој посебен настан, изборот на жетварска убавица за 2015 година. Од баба даре дарувано, но за нас не ни. Ајде да ја преместиме сега круната на новата убавица. Две судбини
ова е моментот. Ова е моментот. Ајде сите заедно, ајде. Ајде. Честитки до сите девојчиња кои учествуваа и ја разубавија оваа вечер и нашата сцена со своето присуство. На Нина повторно ја честитаме титулата и посакувам сета среќа на светот да ја има. На сите гости ви благодарам и повелете до година повторно. А сега ве поканувам да ги пробате нашите специјалитети од Орис. Довидување од нас и имајте пријатна вечер. Две златни лири ми остави, мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неа песна да нарачаме. Живот ми